Добро вечер во Топ тема. Дали ќе бидат усвоени мерките што ги предложи Комисијата за заразни болести за јавната администрација, ќе се знае утре кога конечната одлука ќе ја донесе владата. Но овие предложени мерки беа примени со крајно спротивставени ставови. Вечерва во Топ тема дебатираме за сите аспекти на предложените анти-ковид мерки со Трпе Дејановски од Синдикатот на работниците на управата и правосудството. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. И доктор Злате Мехмедови, специјалист по медицина на труд и председател на Македонското здружение за медицина на труд. Добро вечер и за вас. Но на почетокот, да кажеме дека пред малку во Министерството за здравство заврши состанокот на министерот Венко Филипче со представници на синдикатите, токму за овие предложени мерки. Таму е Тамара Гарнчаровска. Тамара, што се заклучоците од овој вечерашен состанок? Сања има неколку заклучоци. Првиот е дека мерката која ќе се одложи за носење 15 дена, поточно нема да стапи на сила за 10 дена откако ќе биде донесена туку 15, да се даде повеќе простор на синдикатите за да се пренесе до синдикалните нивни членови оваа мерка. Втората е дека е договорено тие 2 дена кога ќе се вакцинираат и ревакцинираат значи луѓето од јавниот сектор, бидејќи за нив е ова мерка и од здравството ќе добијат по тие 2 дена, ќе бидат ослободени со платено, ќе биде ослободувањето кога ќе се вакцинираат. Исто така ќе се разгледува дали кога ќе стапи силата и кога со ПСР тестови оние кои нема да се вакцинираат, ќе приложуваат ПСР тестови, дали ќе оди тоа на товар на работодавачите. Во овој случај на значи јавната управа, локалната самоуправа и секаде каде што доаѓаат работниците од јавната администрација, значи на работодавачот, но предлагам повеќе за мерките кои што беа вечерва договорени, да слушнеме од изјавата на министерот за здравство Венко Филипче. Тоа што го побараа представниците на синдикатот, а на утрешната седница на владата ќе дискутираме. Прво да мерката од моментот на донесување важи после не 10, туку 14, односно 15 денови, со цел да се остават уште неколку денови за едукација на членството во синдикатите. Понатаму да бидат дадени 2 слободни платени денови на денот на вакцинација, секако после претходна најава и следниот ден, и последното барање да оние кои што не сакаат да се вакцинираат и ПСР тестот како алтернатива, што треба да се прави секоја недела наместо на сопствен трошок, да биде на терен на работодавачите. За сите овие нивни предлози ќе дискутираме на утрешната седница на владата. Во однос на една специфична дискусија со председател на Синдикатот за здравство се изнајде правниот основ, врз основа на кој што може да вакцинација да биде задолжителна кај здравствените работници. Инаку Сања, еве како што слушнавме, вакцинацијата за здравствените работници останува, значи кај нив нема да има можност за ПСР тестови, но што било договорено е, значи во првите 30 дена остапувањето на сила да нема никакви казнени одредби и после 30 дена да се види кој ќе биде опсегот на вакцинација, значи колку ќе се пријават од здравствените работници за вакцинација кои не се досега вакцинирани, па потоа да се разгледа, да се види како ќе се продолжи понатака. Но предлагам за тоа ставот на синдикатите за тоа што беше денеска договорено, да го слушнеме од нивните изјави. Почнувајќи од мене, ја лично сум вакциниран и не гледам зашто и другите да не се вакцинираат, но наш проблем и проблем на работниците беше чиф да ќе биде товар на таа вакцинација и на тие што не сакаат да се вакцинираат, кој ќе ги прати тие ПСР тестови за да може да продолжиме со нашиот работен процес. За здравствените работници останува оној дел од 30 дена, да видиме после тие 30 дена каква ќе биде состојбата на терен, колку сето тоа ќе ја сватат одбилноста во делот на самото вакцинирање, по основ на, да кажам, дадената, тоест донесената одлука која ќе треба да во тек на утрешниот ден најверојатно да се донеси, така да после 30 дена останува како поволност да можеме
да седнеме и да видиме што после тоа, ако се соочиме со одредени, да кажам, наши вработени, да не успеат да се вакцинираат во тие денови, да кажем, овие во тој рок од 30 дена, или некој ето имаме одредено непочитување на таа одлука. Сања, инаку одредбата се форсира ова вакцинирање, како што кажа министерот Венко Филипче, дека утврдено е дека се уште Делта плюс сојот го нема во Македонија, но веќе се шири во соседството, инаку 48 направени секвенционирања во изминативе 2-3 недели, утврдено дека се уште тој не е влезен во Македонија и смета дека единствено што може да биде да го спречи поголемото ширење, да се заштитиме од петти бран, бидејќи Македонија го опомина четвртиот летово, би било само вакцинирањето. Инаку дилемата која беше кај синдикатите, дали постои законска основа за наложување на вакцинирање кај здравствените работници, беше било утврдено дека постои во правилниците, дека постои такво нешто што може да се наложи. Сања? Тамара, практично ќе им биде дадено време, тоа го бараат синдикатите, да ги мотивираат невакцинираните да се вакцинираат. Но што ако не го сторат тоа? Дали владата ќе отстапи од предлогот или министерот ПСР тестовите со кои ќе докажуваат или потврдите за прележаност да останат да важат и тестовите да бидат на сметка на вработените кои не се вакцинираат? Сања, уште нема ни одлука, како што рекол, утре ќе се разгледуваат овие барања значи работодавецот, во овој случај државата, да ги од буџетот да се покриваат ПСР тестовите. Немаше таков одговор, што ако нема одзив, ако луѓето ете токму како што кажат, ти се одлучат да прават секоја недела ПСР тестови, но верувам дека исто како за здравствените работници, после одреден период ќе се седнат повторно на маса и ќе утврдат дали оваа мерка на ваков начин може да продолжи или ќе мора поинаку да се донесат или да се променат мерките. Сања? Благодарам, тоа беше Тамара Гранчаровска за состанокот во Министерството за здравство со министерот Филипче со представници на синдикатот. Како што кажа, во студиово се Тарпе Дејановски од УПОС и доктор Злате Мехмедовиќ од Македонското здружение за медицина на труд. Господине Дејановски, кој е вашиот коментар? Одлуката сепак ќе се носи утре? Од тоа што го слушнавме сега, како што го разбрав министерот, разговарано на едно од нашите барања, значи да не се ставаат на товар вработените за самите да носат на работа ПСР тестове, меѓутоа нема никаква одлука, па каже министерот, утре ќе се разговара на влада. Барањето е издржано од страна на колегите што го поставиле, истото беше од наша страна поставено, меѓутоа мислам дека на утрешната седница на владата треба да внимава каква одлука ќе донесе. Еден аспект од нашето барање дека, односно укажување беше дека ваквата предлог мерка од страна на Комисијата за заштита на население е противуставна. Противуставна од аспект дека никој не може да ограничува правото на работа. Од онаа предлог мерка што истакна министерот, многу видно се гледа според мене, според нашиот синдикат, дека доколку немате една примерна вакцина или немате ПСР тест, вас ќе биде забрането да влезете на работа. Како тоа ќе биде забрането, уште не знаеме. Меѓутоа, мора да внимава владата утре во текот на седницата кога ќе се носи одлуката, и треба да знае, мислам дека знае, дека не може и не сме да донесе одлука со која ќе го дерогира Уставот на Република Македонија, ќе го дерогира позитивните законски норми. Одлука, ако сака владата донесе таква одлука со која што ќе наложи на вработените без или ПСР или една доза вакцина да не смеат да влезат на работа, нашиот страв беше од тоа, од тогашното искуство со работодавците, дека може да се злоупотреби. Самиот закон за работни односи кажува дека 3 дена последователно не доаѓање на работа, значи прекин на работниот однос. Ако вработениот или се вакцинира или извади ПСР тест, тоа не може да го направи веднаш. Ти треба поминат 1 до 2 дена, или треба да се тестираме, вечерта се резултатите, пак имаме 1 ден не доаѓање на работа. Сепак и тоа е, значи, можност за поведување дисциплинска постапка против него и пак да добие некаква парична казна. Да, но тоа се планира, 72 часа како за патување, планирате кога го правите тестот, добивате и го носите. Кажа колегите побарали, министерот кажа дека ќе се одложи 14 или 30 дена, зависи дали ќе се работи за здравствените работници, дали ќе се работи за работењето во јавниот сектор. Сепак мислам дека владата утре треба да внимава каква одлука ќе донесе. Уставот гарантира правата предвидени со Уставот и гарантира, односно предвидува кога тие права може да се одземат.
Да, но уставот, како што министерот Филипче изјави претходно, се повикува тој на членот 39 од уставот според кој секој граѓанин има право и должност да го почитува своето здравје и здравјето на другите. Со оваа одредба практично може да ги воведат овие мерки. Да, меѓутоа со истиот член се вика дека на секој граѓанин државата му гарантира право на здравствена заштита. Така, ако веќе имаме луѓе, односно вработени кои не сакаат да се вакцинираат, државата со таа здравствена заштита треба да им понуди бесплатни ПСР тестови. Министерот треба да го знае тој да понуди дека Институтот за здравје, не знам како беше точниот назов, Институтот за здравје треба да им понуди бесплатни ПСР тестови на вработените. Тоа го содржи првиот член на првиот став од тој од членот 39. Меѓутоа членот 39 како што го прочитав вие вика има право и должност да го чува и напредува своето здравје, како своето и на другите. И на другите, Тоа е прешироко толкување за да може министерот или било кој друг да се повика дека таа одредба, уставна одредба, но и вие се повикавте на уставот за тоа. Се повикав на уставот, меѓутоа тој устав, таа одредба ништо се повикуваме се од основните темелни вредности и основните слободи и права на граѓаните предвидени со меѓународни договори ратификувани од Република Македонија, предвидени во Европска конвенција и во Конвенцијата на Обединетите нации. Така. Доктор Мехмедовиќ, дали во здравствената заштита предлага да и ќе влезе и платен ПСР тест, така да го сумираме ова што вие го кажат? Тоа е едно од најмалите проблеми кои што ќе се опфатат веројатно во овој нареден процес кој што не очекува на преоѓање од еден систем во кој што имаме задолжителна вакцина за одредени сегменти од секторот, претежно од јавниот сектор, гледаме дека е тоа така, апсолутно. Разбирам дека синдикатите имаат целосен слух за тоа какви се потребите на работниците и застануваат позади правата на работниците, тоа е основната функција поради која што и се организираат тие синдикални здруженија, меѓутоа во основа толкувањето на Уставот треба да се толкува и врз основа на конвенции кои што се однесуваат и на здравјето и за безбедноста при работа. Имате конвенции кои што ви го гарантираат здравјето на вашето работно место. И таквото гарантирање на здравјето на работното место не е само еднонасочно. Вие треба да го гарантирате здравјето на клиентите со кои што оперирате, особено во здравствениот сектор, каде што здравствените работници имаат дополнителен мотив, односно треба да имаат дополнителна одговорност, согласно која ќе внимаваат и на здравјето на своите пациенти. Тука не зборуваме само за вработените здравствени работници во ковид центрите, затоа што имате други клинички дејности, амбулантски дејности, други сегменти од здравството, каде што се работи со пациенти кои што немаат ковид и каде што се така наречени фри ковид зони, каде што за да влезете и да направите одредена дијагностичка процедура треба да бидете со негативен ПСР, например, колку треба да ви се направи хируршка интервенција, треба да имате негативен ПСР, за да не ги заразите здравствените работници, меѓутоа тој процес треба да биде и реверзибилен, да имате некоја гаранција дека нема да ве заразат и здравствените работници. Во насока на зачувување на јавното здравје, членот од Уставот 37, како што споменавте, вели дека секој е должен да го чува и унапредува личното и здравјето на своите сограѓани. Тоа значи дека и од тој аспект Уставот е многу дециден, без разлика на правото за здравствена заштита, односно дека можете да остварите право на бесплатен ПСР тест, доколку не го почитувате основниот член од законот, тоа е дека го чувате и унапредувате здравјето свое и на останатите, тогаш здравствената заштита е само чекор понатаму во загрозувањето на јавното здравје, ако можеме така да го толкуваме тој закон. И затоа во насока на пред се заштита на пациентите, а потоа и на здравствените работници од трансмисија на вирусот, каде што е најголема, треба да се размислува на тоа да се стимулира тој сектор, иако, според мене, оваа стимулативна мерка е презадоцнета, требаше за нејза да се дискутира многу порано. Затоа се и овие 15 дена, затоа се и овие 30 дена пролонгирање на целокупната имплементација на овој проект. Меѓутоа, кога ќе дојдеме до ситуација дека тоа не го разговаравме во изминатите 3-4-5 месеци во кои што предупредувавме дека вирусот ќе предизвика една тешка зима и овој четврти бран ќе биде практично продолжен, ќе биде долг, ќе премине во пети бран, или како сакате веќе да го наречете. Сега се наоѓаме во ситуација кога тоа го правиме практично во 5 до 12 и немаме некои опции или искуство од околните земји кои што можеме да ги примениме. Гледаме дека Австрија тоа го одложи за февруари наредната година, кога ќе го направи како задолжителна вакцина за останатите. Истото се случи и со останати некои 5 земји како што се Индонезија, Малезија и така натаму, кои што исто ќе ги воведат како задолжителни вакцините за целокупната популација.
Меѓутоа, тоа е период од некои 4-5 месеци во кои што можете да оперирате со ваквите правни проблеми за кои што сега разговараат синдикатите. Вие, како најмоќен и најголем практично синдикат, не бевте присутни вечерва на средбата, иако овие мерки практично се носат за вработените во јавната администрација. Зошто? Не знам, не добивме покана во текот на денот. Мислам дека имаше најава медиумите дека министерот ќе го покани синдикатот НУПС до крајот на работниот ден, не добивме покана. Мислам дека прашањето треба му се постави на министерот, меѓутоа секако беа представници председателот на Сојузот на синдикати на Македонија беше присутен колегата од синдикатот на здравство и фармација, кој е поголем синдикат од нас. Разговарале за различни аспекти, меѓутоа мислам дека испуштени се некои аспекти правни аспекти кои требало да бидат земени во предвид. Ја не можам да не се согласам со доктор Мехмедовиќ, апсолутно е во право сето тоа што го кажа. Меѓутоа се согласувам најмногу дека мерките се некако задоснети и мислам дека синдикатите сами нема да успеат во рок од 15 дена да направат некоја кампања, да ги убедат своите членови да извршат, да направат вакцинација, макар со една доза пред да стапат во сила овие мерки што ги нуди комисијата. Но вие се залагате, ако се воведат мерките, ПСР тестот да биде на сметка на буџетот и на државата, каков мотив тогаш ќе има за јавните административци да се вакцинираат? Овие 15 дена јас ги гледам како мотив, последниве 15 или 30 дена, нели, за здравствените да се вакцинираат. Мотивот јас искрено не го гледам. Самиот министер кажа пред неколку дена дека ова е мотивација према работените, меѓутоа стварно ние не го гледаме како мотивација. Мотивација би било друго. Мотивација, кажуваше министерот неколку примери дека во земјите од регионот има поригорозни мерки од нашите, меѓутоа во земјите од регионот имаше други мерки за стимулација на вакцината. Имаше во одредена земја наш сосед се дава ваучери да можат вработените, односно граѓаните да купуваат со ваучери во одредени трговски продавници. Потоа тоа се смени, па се дава парични надоместоци за сите што се вакцинираа и тоа порилична сума на пари се дава. Имавме денеска контакт со колеги од Бугарија кои што не кажа дека воопшто вакви мерки нема кај нив. Кај нив се истите мерки како што се кај нас, маски и мерење температура. Меѓутоа, мерките што беа на сила до негде и беа издржани. И да, сите требаше да бидат да ни се мери температура пред влез во установите, сите треба да носиме маски кога сме на работа. Меѓутоа контролата за мерките дали се применуваат манкаше и уште ја нема. И од една страна вие имате принудна, можам слободно да кажам, принудна вакцинација за вработените во јавниот сектор, значи тоа не се работи за мал број, се работи за 130.000 вработени, од кои јас можам сега ќе шпекулирам, јута 30 просто само се невработени, а од друга се невакцинирани сините. Значи околу 70 се на една третина. Од друга страна владата ни вика ќе ги отвориме сите ресторани, ќе ги отвориме ноќните клубови, па таму нека не бара сертификати да влезат, меѓутоа на работа не смеете да влезете до основното право за живот, основното право за заработувачка, за леп да се донесе дома, не можете да го имате доколку немате една вакцина. Доктор Медовиќ, се согласувате ли дека ова принудна вакцинација и дека не е така во околните земји? Зависи кој термин сакате да го користиме, да принудна. Ако сакате баш така вулгарно да се изразиме, нема лош начин да го натерате некој да се вакцинира од тоа да му наложите дека мора да биде вакциниран. И ако постои една опција за користење на тие ПСР тестови како опција, кажавте дали тоа во некоја мерка ќе го намали опфатот на вакцинација, искрено мислам дека не, затоа што секој кој што бил на тестирање во Институт за јавно здравје или било каде во било која лабораторија, знае дека тоа е еден малку непријатен процес кој што не би сакале да ви се повторува секоја недела. И веројатно дека преку глава ќе му дојде на некој тоа постојано да биде тестиран, па макар било тоа и бесплатно, и макар не давал пари за тоа, и дека ќе му биде полесно да излезе од тие лабиринти на тестирањето и да се вакцинира и при тоа да влезе во системот на она што е тенденција да се направи апсолутна вакцинација во секторот на јавната администрација помеѓу здравствените работници. Примерите со стимулација исто така не се добри. И тоа треба да го знаеме. Значи, Србија не постигна некој значаен ефект со тоа што ги стимулираше граѓаните. Тие се некако на околу 41-42% вакцинација, ние сме на 38% вакцинација. Збориме за целосно вакцинирано население со 2 дози. Бугарија е катастрофален пример во регионот. Бугарија има 22%. Во Европската унија и Бугарија има 22%. Нивните мерки уопште не треба да ни бидат пример за тоа како треба да се однесуваме во процесот на вакцинација. Она што е за нас загрижувачки, што е најблиску до она што ние го имаме направено во моментот,
Иако и нашиот процент на вакцинација е далеко од тоа, она што го гледаме сега што се случува во Словенија, што се случува во Хрватска, што се случува во Словачка, во Австрија и во Германија. Тука таа тенденција да се негираат безбедноста и ефикасноста на вакцините обстојува со, да не кажам, години, можеби и децени. И тоа неверување во безбедност и ефикасноста на вакцините, особено во овие земји, направи во тие земји практично секој четврти да не биде вакциниран поради тоа што е таков склоп од менталниот склоп прифаќањето на вакцините во тие општества. Се вели дека националната популистичка политичка атмосфера која што била во тие земји била една од основните причини зашто тоа се случило таму. Сосема спротивен пример имате во Португалија. Во Португалија практично кај возрастната популација и да немате невакцинирани. Или 1 од 10 на целокупната популација не ви е вакциниран. Слична состојба имате во Франција и во Италија. И она што е карактеристично за Италија е што во северниот регион, каде што доминантно ви е говорно подречје, токму на она германска група на јазици, е најголемиот дел на невакцинирано население. Повторно е таа националистичка, политичко убедување кое што владее во тој регион, во насока на тоа како влијае врз свеста на граѓаните за бенефитите од процесот на вакцинација. Искуствата кои што ги имаме во моментот за тоа како би можела да се спроведува вакцинацијата без да има вакви и правни и технички проблеми се минимални. Го имаме искуството на Грција, која што гледаме дека од ден на ден ги менува мерките затоа што не е задоволна од тоа како се одвиваат мерките. Дури таму се најави суспензија на здравствените работници кои што нема да прифатат вакцинација, а не бесплатни ПСР. Да, тоа сега замислете, значи Грција или некои други земји се испраќаат работниците на неплатен одмор. Не е ограничен. Дали треба тоа да се воведе за да се луѓето еве принудат, речеме го. Значи, користиме тој збор, не треба да се принудат, но апсолутно не треба да се принудат. Едно е правото нивно на избор, но и правата на заштита на околината. Јас за Грција имам пречутано само оно што го пренесо медиумите, оно што го кажавте вие сега дека имаат доколку не се вакцинираат, поготоа беше тоа за здравствените работници имаат, нели, се уплаќаат дома на првен номер со 50% на плата. Она што го кажа доктор Мехмедович, согласувам, не ги знам податоците од другите земји како Португалија и така натаму, меѓутоа она што го прочитав денеска за Австрија. Австрија ги има едно најригорозните мерки, карантин. Денес смеат оние невакцинирани да излагаат надвор од домот. Од денес е целосен карантин. Меѓутоа, освен за одење на работа, за пазарење во продавници и за вежбање. Меѓутоа, освен за одење на работа, имате голем карантин на невакцинирани граѓани, меѓутоа правото на работа никој не го загрозува. Јас можам да разберам, еве, сега не можам да зборам во име на здравствените работници бидејќи не ги представувам. Меѓутоа, збориме за земји од Европска унија каде што стандардот на живот, минимална плата и просечна плата е далеко поголем од нашиот. Збориме сега за Република Македонија каде што минималната плата е 15.000 денари, просечната плата во администрација 20.000 денари. Од една страна ги викаме ќе се вакцинирате или ќе направите ПСР тест, што значи дека целата плата за вработените што имаат минимална или до 18.000 денари треба да еден ПСР тестови ако државата не го обезбеди тоа. И сега зборуваме за од аспекти, јас го зборам мојот аспект, правен аспект и аспект на материјално-економска состојба на вработените. Значи правен аспект апсолутно државата моментално нема никакви механизми според мене, според мојот синдикат, да направи одлука со која ќе се на влада со која ќе се дерогира устав и ќе се дерогираат закони. Од друг аспект, уставот вика здравствена заштита за секој граѓанин, меѓутоа да немало бесплатни ПСР тестови за мене нонсенс. Ако веќе имаме ПСР тест во кој во приватни лаборатории чини од 1500 до 2000 денари, стварно не знам кои се цените, оваа мерка само ќе ги богатиме приватните лаборатории, ќе ги осаремошумуваме вработените и никој најсреќни ќе бидат приватниците, никој друг. Вработените во јавниот сектор пак ќе бидат тргнати на страна, ќе бидат, извинете на израз, осакатени, бидејќи нема да можат дома да донесат ниту парче леп, ниту пак камоли да платат сметки. Ако тоа се случи не само вработените, целата економија ќе вратиме наназад пред најавена енергетска криза. Се согласувам со... Да, но доколку, да речеме, се прифати барањето на синдикатите, да прават ПСР тестови, но да ги плаќа државата во случајот на јавната администрација, како тогаш ќе ги... Стимулираме? Да, да се вакцинираат, тогаш се откажуваме, нели ке значи откажување од вакцинацијата. Не верувам дека толку радо ќе сакате еднаш неделно да одите да правите ПСР тест. Ви кажав, тоа не е пријатна дури да го процедура. плаќа... Дури да го плаќа државата. Значи тоа е обрска и тоа е непријатно
искуство кое што треба секоја недела да го повторувате. Па не е толку непријатно, еве. Ставете го дополнително на тоа и стресот кој што ќе треба да го преживувате секоја недела, чекајќи ги резултатите од PCR тестирањето. Значи има многу аспекти кои што треба да се разгледаат и веројатно како што поминува времето ќе се разгледува се дека не се направи една виртуелна симулација на тоа ни што ќе поминуваат сите од јавната администрација доколку се одлучат за бесплатни PCR тестови и ни што ќе поминуваат доколку се одлучат за бесплатната вакцина која што сега им е достапна. Мене навистина ми е искрено жал затоа што не успеавме во услови кога имаме толку обемни податоци кои што ни се напретек, со кои што можеме да докажеме дека вакцината е безбедна и ефикасна, дека може да биде излезот од оваа пандемија заедно со превентивните мерки, не може тоа да бидат процеси кои што ќе бидат одвоени, да биде само процес на вакцинација. И мајќи ги сите тие податоци, не успеавме се уште да ги убедиме граѓаните. И да имаме толку низок на степен на вакцинација. Да, долго време. Да, некако антивакцерите победуваат во тоа е проблемот. Проблемот на дезинформациите кои што се шират на социјалните мрежи пред се, каде што имате бришан простор за секој кој што има барем и некоја приказна која што може да помине, и има некаква логика, меѓутоа нема факти, нема аргументи позади неа, ја аплицира и при тоа таа некој ја апсолвира како такв. И тоа е страшно. Проблемот е што државата не разви систем да ги потисне тие дезинформации и да пласира точни информации. Тука мислам дека затоа и системот потврди државата во кампањата за вакцинирање. Тука ќе направиме пауза за реклами, се враќаме на дебатата. Гледате Топ тема, дебатираме за новите мерки што ги предложи Комисијата за заразни болести за вакцинирање или задолжителни тестови во администрацијата и здравствените работници. Да ја слушаме сега изјавата на Анита Трајковска од Сојузот на стопански комори, кој практично ги иницира овие мерки. Но оваа иницијатива предходеше сериозна анализа изработена од страна на стручната служба на Стопанската комора на Северна Македонија, која што се дебатираше сериозно и се дискутираше низ сите органи и тела на нашата институција. И како заеднички став изграден беше поднесена до сите релевантни институции на државата. Сериозно се дебатираше дали да биде задолжително, дали да биде како препорака. Голем дел од нашите членки на Стопанската комора на Северна Македонија веќе си имаат и собствени процедури и мерки воспоставени во рамките на своите компании за задолжително тестирање на вработените со цел да обезбедат деловен континуитет. Сепак станува збор за големи компании, големи корпорации кои што имаат превземено веќе договорни обврски кон странски партнери и мора да обезбедат континуитет на собственото производство или на собствените услуги кон сите оние деловни партнери со кои што имаат воспоставено соработка. Идејата беше и покрај сите тие активности кои што ги имаат превземено компаниите, не се успеа во последниот период да се зголеми процентот на вакцинирани вработени, со цел да се заштити и изгради еден колективен имунитет, кога зборам колективен во рамките на една компанија, но меѓутоа станува збор и за градење на еден колективен имунитет на ниво на држава. Сепак, заклучоците од сите тие дискусии се дека треба да се бара задолжително тестирање и тоа на терет на вработениот, за да се постигне на краток рок брз ефект во однос на зголемување на процентот на вакцинацијата, што пред се ќе овозможи овозможување на континуитет на деловните процеси. Сведоци сме дека еве и во соседството и во Европа имаме нов бран кој што мораме да го превенираме за да не се доведеме во ситуација на целосен локдаун и да имаме проблеми со деловните процеси и нормално нели со сето она што значи екзистенција и за самиот вработен и за самите деловни субјекти во државата. Тоа беше Анита Трајковска од Стопанската комора. Господин Мехмедовиќ, приватните компании, вие ми споменате во текот на паузата,
тие веќе се соочуваат и преземаат мерки, затоа и сметаат дека треба да бидат задолжителни во приватниот и во јавниот сектор. Не задолжителни, туку да се обезбеди преку подигање на свеста, едукација, потиснување на дезинформациите за кои што разговаравме, можност да се отстранат сите дилеми во однос на тие дилеми што ги имаат работниците во однос на вакцината за нејзината безбедност и ефикасност. Имав можност да разговарам со неколку компании токму на оваа тема и можам да кажам дека сум навистина пријатно изненаден од процентот на вакцинираност во такви големи компании. Што прават тие за да го постигнат? Првиот и основен процес за да си го заштитат и производството и работниците. Токму така, значи во насока на тоа да го заштитат и производството и работниците. Прво и основно почнуваат од едукацијата, односно од потиснувањето на дезинформациите кои што би можело да го нарушат процесот на вакцинација. И токму во таквите компании кои што се практично можете да земете како еден пилот проект за една поголема заедница во која што можете да имплементирате таков масовен опфат на вакцинацијата, можете да го видите примерот во тие компании колку ефикасно функционира системот на едукација и колку таа едукација која ќе ги потисне дезинформациите добро се прифаќа вакцината како решение за излезот од пандемијата. Дали работодавците, значи дали во некои компании плаќа тестови на вработените или бараат тие сами? Од она што ја го видов на терен, плаќањето на тестовите беше само во случаи кога ќе има експозиција, односно кога ќе имате веќе точно определен контакт кој што е изложен на коронавирусот и можноста за пренесување во околината. Дури мислам дека има некои одредени контрактирано здравствени установи кои што доаѓа и ги тестираа на лице место, сето тоа беше на товар на работодавачот, меѓутоа морам да споменам, без да споменувам дека се работи за компании кои што се со сериозен буџет и кои што може тоа да си го дозволат. И во агендата на тие компании, пред се тргнувајќи од тоа да се заштити сопственото производство и сопствените работници како најголема инвестиција на секоја компанија, работниците му се најголема инвестиција, без нив нема никакво производство. Тргнувајќи од тој аспект успеа да направат систем на едукација и на превенција која што им овозможи да имаат навистина висок степен на вакцинација. Некои од тие компании постигнаа и степен на вакцинација до 95%. Тоа е на граница на колективен имунитет во едно претпријатие. Дали како синдикат се обидовте да организирате вакцинација на администрацијата, во судството, одбраната и секаде каде што се вашите вработени? Да, имавме уште на почетокот на пандемијата, ние се обративме и до Министерството за информатичко општество и администрација како наше ресорно министерство, до Министерството за правда и до Министерството за здравство и побаравме сите оние вработени кои сакаат да се вакцинираат, да им биде овозможено тоа, без разлика со која вакцина, нели ќе има тогаш моментално Министерството за здравство на располагање. Имавме неколку обиди, поготово за оние вработени кои се шалтерски вработени кои се секогаш изложени на работа со странки, царина, УЈП и така натаму, меѓутоа моравме да чекаме и ние како што беше планот за вакцинација во Републиката. Бевме изненадени во судовите, беше тоа на почетокот, се правеше планот за вакцинација. Од Министерството за здравство се пуштија списоци во сите судови кои што сака, нели доброволно кои сака да се пријави за вакцинирање. Се пријавија доста вработени, меѓутоа тогаш мислам дека бројот на вакцини беше ограничен. Се вакцинираа само судиите и обвинителите, судската служба и јавно-обвинителската служба останаа невакцинирани во тој период, а во оној картон, односно план на Министерството за здравство пишуваше правосудство, вакцинирање завршено. Така да сега ние бевме тука фатени малце, мислам како држава неспремни, меѓутоа треба да се знае дека работата во јавниот сектор, поготово нашиот дел и администрација и правосудство е доста тимска. Ако вие како судија сте вакцинирани, јас како записничар или судски поротници не сме вакцинирани, ризикот е пак ист за зараза. Меѓутоа мислам дека со понатамошниот тек како што почнуваат да приснуваат вакцини што ги обезбедуваше Министерството за здравство, сите вработени што се заинтересираа, што произјавија желба, се вакцинираа, останаа, мислам дека не можам да шпекулирам, пак ќе повторам, околу 30% вработени кои се невакцинирани од различни причини. И можеме да кажеме дека се невакцинирани од бидејќи се антиваксери или не веруваат во вакцините, меѓутоа има доста голем број вработени кои имаат здравствени проблеми,
од кој поради оние дезинформации што ги спомне доктор Мехмедовиќ од самите социјални мрежи не знаат и не се сигурни дали нивните здравствени проблеми може да издржат било која вакцина, дали е Pfizer, дали е Astra, дали е Moderna и така натаму. Голема е загриженоста тој аспект. Добро, во овие мерки се предвидува сите кои ќе донесат потврда дека не може да се вакцинираат, дека јас како што ќе разбрав, продолжат да одат на работа, меѓутоа треба да има. Да, меѓутоа министерот како што каже, како што разбрав и комисијата, мислам дека они треба да направат листа на болести кои што треба да бидат изземени од вакцинација, меѓутоа треба да имаме во предвид дека сепак ние сме се уште некое патриархално општество каде што здравствената состојба на вработените е табу. Ако имате вие сега случај да некој вработен има некоја здравствена состојба или болест од која се срами, а таа нема да биде предвидена во онаа листа или список на хронични болести што ќе бидат изземени од вакцинација, тој ќе биде ставен вработен во неповолна положба. Ќе треба да донесе некоја медицинска документација кај работодавачот, ќе треба да верува дека таа медицинска документација или здравствената состојба нема да се расчуе во институцијата каде што работи, нема да биде изложен. Тие се пак исклучоци или има? Има, да. Не можам да кажам со точност за која бројка се работи, меѓутоа мора да се земат во предвид сите аспекти од зашто вработените не би сакале да се вакцинираат. Тие се технички аспекти, мислам дека нема да бидат проблем, затоа што баш од аспект на што ние го работиме од службите на медицина на трудот, че кога издавате практично уверение за работна способност на било кој работник, на било кое работно место, кој што поминал на еден таков периодичен преглед, постојат документи кои што се за пациентот, постојат документи кои што се за здравствената установа и постои документ кој што се дава на работодавачот. Во тој документ што е доставен до работодавачот, се дава оценка за работната способност, меѓутоа не се даваат дијагнози, не се даваат болестите на неговиот работник. Така да административно тоа може да се изведе, тоа нема да биде никаков проблем. Веројатно дека тоа ќе треба да помине низ одредени здравствени институции, како што се да кажеме службите по медицина на трудот, за да може да се превземе таквото искуство, да се аплицира, за да можат после тоа да нема навлегување во приватноста, која што е загарантирана. Секоја здравствена состојба е загарантирана. Тоа е, да кажеме, приватна тајна која што треба да се движи на линија пациенти и доктори, никаде повеќе. Тоа е така. Значи, ако се донесат утре овие мерки, ова би требало да се вклучи за да не Но тоа е систем кој што веќе функционира, тоа не е систем кој што ќе биде веројатно проблем. Но како да се вакцинира тебе во администрацијата, овие што сега развија секакви стравови благодарение на социјалните мрежи и лажните вести, кога здравствените имаме 30% не вакцинирани здравствени работници? Веројатно причината поради која што и се приоѓа со една ваква мерка е да се даде пример преку создавање на апсолутен имунитет кај здравствените работници, односно постигнување на магичната бројка од 100% вакцинирани здравствени работници. Меѓутоа повторно ќе биде тоа дискутабилно со оглед на тоа што знаеме на кој начин ќе стигнеме до таа бројка од 100% вакцинирани здравствени работници, односно дека ќе биде низ некоја присилна вакцинација која што до тогаш не сакаше да биде прифатена. За нив треба да биде задолжителна. Дали требаше и порано да биде задолжителна? Реално решение кое што би го олеснило процесот на присилување на оваа вакцинација би бил повторно процесот на едукација додека одиме со овој процес на вакцинирање на здравствените работници. 30 дена, мислите дека е доволно? Токму така, меѓутоа 30 дена не треба да бидат 30 дена кои што ќе се потрошат само на овие административно-технички правни проблеми кои што веќе ги спомнуваат синдикатите. Туку треба да бидат повторно потрошени во насока на тоа да се отклонат сите дилеми кои што ги имаат здравствените работници во насока на тоа што е она што здравствените работници треба да се едуцираат дека треба да се вакцинираат. Знаете како кога извинете, но апсурдно е. Ако некој не треба да се едуцира. Во периодот од 2017 до 2019 година бев член на Националниот комитет за имунизација и воедно тогаш член на таа фамозна комисија за заразни болести, кога имавме една епидемија на морбили во нашата држава. Меѓу другото, од сите скрининзи што ги имавме направено и брифирања, свативме дека и понекогаш е неопходно да направите брейнвошинг на одредени такви дезинформации кои што се аплицирани помеѓу здравствените работници за да можете да постигнете вистински ефект. Еден од проблемите кои што го имавме реално и кога имавме низок процент на вакцинација со МРП вакцината на Приорикс беше токму тоа дека и помеѓу здравствените работници информациите кои што се ширеа беа апсолутно неточни.
И затоа таков brainwashing, едукација беше неопходна. Процесот на вакцинирање на децата кои што беа во почетокот на 2019 година, некако околу 65% со МРП вакцината, го достигнавме во период од 6 месеци на процентот од 95 и практично ја затворивме таа епидемија со заклучок дека не очекуваме таква епидемија да не се повтори во наредните неколку години. Заради тоа што имавме навистина висок степен на вакцинација. Меѓутоа, водевме два паралелни процеси. Освен тоа што децата не можеа да бидат примени во градинки и во училишта поради тоа што не се вакцинирани, одевме со едукација преку патронажните тимови, тимовите од здравствен дом Скопје, кои што можеа тогаш во тој период да ги пренесат позитивните искуства од вакцинацијата со МРП на сите оние останати 65% од деца, да се оттргне скепсата во безбедноста и ефикасноста на вакцината и да се доловат ефектите, односно оние бенефити кои што ги има вашето дете кога би било вакцинирано. Повторно имаше два процеси. И процес кој што беше правен, ограничувачки, меѓутоа и процес кој што имаше едукативен. Мислам дека овој период треба максимално да го искористиме за едукација. Мислите дека е доволна едукација? Освен едукативниот, значи споменавте со морбилите, децата не можеа да бидат запишани во училиште градинка, но и невакцинирањето е задолжително за и мислам дека добива и казни од околу 500 во висина на 500 евра. Имаше државата механизам како да го спроведе тој, како што кажа доктор Мехмедовиќ, беше прогласена епидемија. Во овој случај немаме. Немаме ни внатрешна состојба, немаме епидемија, имаме вакцина која не е задолжителна. Имаме препорака на Обединетите нации каде што вика дека сите граѓани во рамките на светот треба да се запознаат дека вакцината е незадолжителна и дека сами треба да изберат дали ќе ја примат оваа вакцина против ковид. Доколку како во минатата година кога имавме карантин, кога владата имаше нели прогласена внатрешна состојба, имаше носе уредби со сила на закон, можеше тоа да го направи, сега не може. И затоа, пак ќе го повторам, владата утре при одлучување мора да биде внимателна, да не направи повреда, да не се дерогираат повисоки правни акти. Не, со одлука не може да се дерогира устав. Со одлука не може да се дерогира закон. Меѓутоа, ако веќе идеме на такви механизми, како што има во другите земји, говоревме на паузата дека во Австралија мислам дека имаше сега повторна карантин и се воведува вакцината да биде задолжителна. Тогаш државата ќе има механизми како да ги натера, да ги принуди, да кажам, било кој, не само вработените, сите граѓани да се вакцинираат со една, со две или со повеќе дози. Значи сметате доколку не е задолжителна сите овие мерки може би биле залудни. Ке направиме уште една пауза за реклами и продолжуваме. Гледате Топ тема. Во врска со предложените нови мерки од владата против ковид, денес разговарав и со доктор Горан Кунгуловски, нуклеарен микробиолог во лабораторијата за генетика и персонализирана медицина во болницата Жан Митрев и коосновач на биоинженеринг, еве што како тој размислува за вирусот. Во наредните неколку месеци, година, 2, 3, 5, сите ќе се заразиме. Без разлика дали сме вакцинирани или не сме вакцинирани, најверојатно сите ќе се заразиме. Релевантно е да знаеме, окей, сме се заразиле, какви ќе бидат реперкусиите од таа зараза. Дали болеста ќе има сериозен тек или болеста нема да има сериозен тек. На таа тема треба да разговараме, а имање на некаков имунитет, дали природно стекнат имунитет или вакцинално стекнат имунитет, диаметрално е намалува веројатноста за болеста да има сериозен тек. Што ќе советувате на оние што се прележани, а не вакцинирани? Според сите тековни студии се знае, барем 9 до 10 месеци од првиот контакт со вирусот, односно првите симптоми на инфекцијата, дека луѓето кои имаат природен имунитет, дека тој имунитет трае веројатно минимум 9 до 10 месеци, најверојатно и повеќе. Не само нивните антитела, дури и да опаднат, а опаѓаат антителата и кај луѓето со ваков или таков имунитет, се ствараат и други типови на имунитети кои после првиот контакт со вирусот, после инфекцијата во наредните неколку месеци веќе дури имуниот одговор, откако ќе престанат симптомите, зрее имуниот одговор, се ствараат нови типови на антитела кон нови антигени. И
Затоа треба да ги ставиме во една категорија, оние со природно стекнат имунитет и оние со вакцинално стекнат имунитет во категорија на имунизирани некако. Карактеристиките на едниот или на другиот тип на имунитет треба додатно да ги разговараме, ама тие луѓе треба да ги ставиме во категорија на имунизирани, односно луѓе со некаков имунодговор. Но сепак и тие треба да се имунизираат, значи и прележаните, но кога тоа треба да го сторат? Има податоци дека доколку примат една доза на МРНК вакцина, разговараме за МРНК вакцини бидејќи има највеќе податоци за нив, доколку примат една доза на МРНК вакцина, тој имунитет додатно се потенцира и се формираат нови типови на имунодговор кои најверојатно би делувале и на некои идни соеви на коронавирусот кои моментално не постојат. Тоа е убавината на природно стекнат имунитет кој понатаму ќе се потенцира со вакцинален имунитет, бидејќи се создава еден, го викаат сега, хибриден суперимунитет, кој веројатно би бил солиден одбрамен механизам за овие пациенти кои би стигнале повторно во контакт со вирусот. Има неколку информации од тековниве студии, тоа е доколку се заразите, без разлика на каков имунитет имате или немате, вие ќе го пренесувате вирусот. Те сега имунизираните луѓе многу пократко време се инфективни и многу помала е веројатноста да го пренесат вирусот во однос на оние луѓе кои се невакцинирани и во однос на луѓето кои немат никаков имунитет. Односно немат ни природен ни вакцинален имунитет. И тие го пренесуваат вирусот доколку се заразат. Сите треба да се тестираат, посебно доколку осетат некакви симптоми. Дури јас сум поборник за тоа да се тестираат и за панели на вируси, бидејќи еве според моево искуство овој период има многу луѓе заразени со риновирус, а симптомите се скоро потполно. Риновирус е оваа стандардната настинка. А симптомите кај некои луѓе се потполно исти како симптомите при зараза со коронавирусот. Сега ќе има и инфлуенца, ќе има и некои други типови на вируси, ќе има респираторен синцисиски вирус. Легуваме во сезона на вируси, како повеќе имаме имунитет према коронавирусот, така одреден број на луѓе ќе се заразуваат со овие други вируси и тоа е многу нормално. И за да добиеме слика за севкупната ситуација во Македонија, секако дека ќе треба некако да се тестираме. Дали расте или се намалува бројот на хоспитализирани кај вас конкретно со COVID-19? Па бројките постојано флуктуираат, но ја следат состојбата. Доколку има зголемување на бројките на ново заразени, за недела или две се зголемува и бројката на хоспитализирани пациенти и токму тоа го гледаме, пресликување на бројката на заразени со бројката на хоспитализирани. И мислам дека тој тренд го гледаме на ниво на цела Македонија. Да, тоа беше доктор Кунгуловски од болницата Жан Митрев. Господине Мехмедови, што мислите вие за прележаните? Во овие мерки е предвидено и за нив да покажуваат потврда не постара од 45 дена од како прележал или од како е диагностициран практично ковид вирус. Знаете што во однос на тоа кога зборуваме за имунитетот кој што се создава како резултат на прележување на болеста, имунитетот што се создава како резултат на вакцинирање или пасивната имунизација, треба да знаеме дека не е секогаш гарантиран процесот на создавање на имунитетот кога ќе прележите болеста. Имате во 85% од случаите асимптоматско пренесување на инфекцијата и асимптоматска инфекција која што не е пропратена со никаква болест. Тоа значи дека вирусното полнење е исклучително ниско или веројатно толку многу ниско што нема да предизвика имунодговор. И тоа низ пракса го имаме видено. Имаме барем помеѓу колегите во здравствените работници имаме видено оние кои што први се инфицираа дека голем дел од нив не ни развија воопшто антитела во однос на SARS-CoV-2 вирусот. И тоа значи дека не секогаш кога ќе го прележите добивате имунитет. И веројатно од аспект на тоа дека треба дополнително да се вакцинирате и да го создадете тој така наречен суперимунитет е и таа времена мерка од неколку недели во Соединетите Американски држави, например, CDC препорачува месец дена по опоравувањето од болеста да бидете вакцинирани односно да бидете целосно вакцинирани и со прва и со втора доза. Тоа се препораките на Центарот за контрола на болести, кој што е еден од најрелевантните институции по однос на тоа како треба да се постапува кога е во прашање коронавирусот.
Од друга страна, имате 45 дена во кои што оние кои што нема да создадат никаков имунитет ги експонирате во високоризични средини, во затворен простор, во ресторани, во кафулиња, на можноста повторно да се реинфицираат. Па ние имаме случаи на луѓе кои што прележале болеста, 3 пати ја прележале. Имаме реинфекции кои што не се тоа. Да, но оние кои прележале пак со тешки симптоми, тие секако создаваат имунитет. Токму во насока на тоа. Кој е по-долготраен. Токму во насока на оно што го зборував, таму е вирусниот полнеж многу повисок и создава многу поквалитетен имун одговор. Кај нив веројатноста дека нема да имаат проблеми поради добро создаден имунитет, кога ќе ги експонирате во таква високоризични средини, е многу поголем. Меѓутоа, кај оние кои што немаат развиена клиничка слика, вие не знаете дали е создаден имунитет или не е создаден. И апропо оние бесплатни PCR тестови, да зборуваме за бесплатните серолошки тестови или за скринингот на имунитетот на населението, кој што кај нас реално и никогаш не е направен. Например, се правеше во некои други земји за да се види колку е имунитетот. Да, дури и Министерството е против правење генерално и приватно, дека тоа не е доказ. Апсолутно, тоа е веројатно и друга тема која што треба да разговараме за тоа дали треба да се прават тестови за антитела или не треба да се прават тестови за антитела. Меѓутоа реално ние не знаеме, немаме скрининг на населението за тоа колку од луѓето имаат формирано имунитет, дали преку прележување на болести или преку вакцинирање. Како од аспект на работниците се гледа оваа мерка за 45 дена? Само по прележување, да би се признава како. Мислам дека е поделена, меѓутоа доктор Мехмедовиќ убаво објасни кои се причините зашто се бараат 45 дена. Мислам дека вработените воопшто и граѓаните не знаат од кои причини се бараат 45 дена. Мислам дека ова објаснување беше доста убаво, доста издржано, меѓутоа вработените се поделени, како што кажа. Сите ги слушнавме оние информации или оние што ги пренесува медицинските лица, дека после 6 месеци од прележувањето на коронавирусот не треба да примите вакцина или дека имате имунитет. Вработените во јавниот сектор, поготоа ние дел кој што ги застапуваме, ние сите се држат баш за тој аспект дека прележале коронавирус, 6 месеци понатаму дека имаат некаква имуна заштита, дека не треба да се вакцинираат воопшто. Меѓутоа сакам да кажам дека имавме доста голем број на заразени во институциите во јавниот сектор, поготоа администрацијата во третиот или четвртиот бран, не сум сигурен сега. Имавме институции каде што скоро 60 до 70% од вработените во едно време беа заразени, прележаа, имаше и тешки последици, имаше и смртни случаи. Имаме некоја евиденција која приближно можеме да извадиме некои пресметки, ние бидејќи како синдикат даваме помош од солидарниот фонд на секој што е заразен од коронавирус. Например, ако некој прележал во домашни услови, даваме парична помош од 3000 денари. Ако некој бил во болнички услови, ние како синдикат даваме парична помош од 6000 денари. И баш од таа помош можеме да направиме од таа евиденција колку имате заболени, биле повеќе заразени, односно заболени, каде помалку, и вкупно од некоја математичка формула да се измисли од тој број на заразени членови на синдикатот со бројот вкупен број членови на администрација да се направи некоја математика. Дали вие барате да се продолжи тој рок од 45 дена прележаните? Нашето барање беше 6 месеци да биде од прележување до да можат луѓето да влегуваат на работа доколку се усвојат овие мерки, да биде 6 месеци. Меѓутоа она што го кажа доктор Мехмедовиќ можеби е поиздржано да биде 45 дена, меѓутоа вработените, како што кажав, сите го имаат во предвид рокот од 6 месеци, на тоа се... Не, затоа и прашав, ако се работи за прележан со тешка форма на болеста, тогаш има имунитет во наредните 6 месеци. Ова 45 дена веројатно се однесуваше и тој не мора да се вакцинира. Но што би било доколку се вакцинира? Што би било? Не би било ништо, веројатно дека ќе има подобар имунитет од тоа што го има со прележување на болест. Сметате дека не треба да такво травматично искуство и можноста повторно да има реинфекција, без разлика, значи каже и доктор Конгуловски, беше тоа и во насока на она што долго време го дискутираме, дека и оние кои што прележале и оние кои што се вакцинирани се уште може да го пренесуваат вирусот, да бидат инфицирани и да развијат некој од нив дури тешка клиничка форма на болест. И во насока на тоа травматично искуство кое што го поминале, прележувајќи еднашка болеста, најчесто може да бидат и хоспитализирани, да бидат на кислородна поддршка, тоа не се. Навистина лесни моменти за било кој, јас имам работен на некако околу 10 месеци во ковид центрите, навистина тоа е страшна слика и за секој пациент, и за секој доктор, и за секој здравствен работник. И од тој аспект многу е веројатно дека кога ви е више понудено нешто што е ефикасно и безбедно, за да го унапредите имунитетот, ја би го прифатил со две раце.
и веднаш би потпишал дека би сакал да бидам вакциниран. Да, Дали има некакво искуство на некакво несакано дејство кое што се случило како резултат на вакцинација? Веќе не слушаме за несакани дејства од вакцините. Затоа што ги нема, во основа се работи за несакани дејства. А од друга страна да расте недовербата пак Тоа е проблемот кој што повторно се навраќаме на проблемот. Имаме премногу информации со кои што можеме да ги потиснеме дезинформациите кои што се шират на социјалните мрежи, меѓутоа никако да не ги употребуваме. Но дезинформациите доминираат. И за крај уште по едно прашање за вас. Беше споменат правилникот за имунопрофилакса, според кој ќе се воведе задолжителна вакцинација кај здравствените работници. Што значи овој правилник? Реално постојат одредени вакцини кои што треба да кај одредени здравствени работници се препорачени за да можат да бидат повеќе заштитени на работното место и да бидат на некој начин отргнати од тие професионални болести кои што се случуваат на работното место. Како пример, може да го земете процесот на вакцинирање со против хепатит Б, кај оние кои што се изложени на крв и крвни деривати. И веројатно дека во насока на тоа да бидат се уште во владење на правото кое што им следува како резултат на добивање на професионална болест, меѓутоа кога во услови на постоење на вакцина вие одбивате да си го заштитите сопственото здравје и одите кон тоа да бидете веројатно инфицирани, ќе се работи на тоа да одредени права бидат одземени. Не знам точно во кој дел на правилникот за имунопрофилакса е дискутирано тоа, меѓутоа претпоставувам дека се работи по насока на ова. Токму тој правилник. И за крај, доколку владата ги усвои мерките како што се предложени, на кои вие се спротивставувате? Имаме институцијална борба, предстои, значи ќе имаме побивање на таа одлука пред Уставниот суд, ќе видиме што ќе одлучи Уставниот суд, доколку одлучи да ги да поддржи одлуката ако биде таква донесена, потом ќе се договараме кои ќе бидат мерките што ќе бидат преземени од страна на синдикатот. Ви благодарам за учеството во вечерашната топ тема. Тука е крајот на емисијата. Останете на Телма, имајте убава вечер.